Аерозагадувањето представува еден од најчестите еколошки причини за смртност кај населението и за заболување. И тоа посебно кај вулнерабилните групи населението, се децата, старите лица, хроничните болни. Годишно губиме 900 до 1000-1200 смртни случаи заради причините од аерозагадување, најчесто од болестите кои што се поврзани со аерозагадување, тоа се срцевиот инфаркт, тоа е мозочниот удар, и ракот на белите дробови. Се смета дека околу 20% од смртните случаи кои што се должат на срцев инфаркт и мозочен инфаркт се должат на аерозагадувањето. И кај децата се посебни видливи ефектите, се смета дека над 50% од пнеумониите или воспаленијата на белите дробови кај деца до 5 годишна возраст се поврзани со аерозагадувањето. Солзање на очите при висока иритација, посебно заради емисијата на азотните оксиди или емисијата од дизел горивата, исто така зачестените астматични напади, пад на имунитетот на организмот, посебно искомбиниран со појава на вирози, таа комбинација меѓу аерозагадување и вирози во зимскиот период уште повеќе го мултиплицира бројот на хоспитализации. Во калкулациите економски во Македонија, директните или индиректните ефекти на аерозагадувањето носат околу губитоци од околу 250 до 300 милиони евра годишно или 3,5% од бруто националниот доход, што ќе биде ако ние ги почитуваме нормите на аерозагадувањето кои што се на европско ниво или на ниво на Светска здравствена организација, па проценето е дека кога тоа би се потрудиле, ние би годишно спасиле 700 до 1000 смртни случаи како во Скопје, така и во Македонија. Тој токсичен облак кој што стои во градовите веќе од година во година го намалува имунитетот и отпорноста на населението, така да тој товар води кон прогрес на овие заболувања. Можеби вкупниот број на смртни случаи е сличен, меѓутоа се зголемува стапката на заболувања од овие кардиоваскуларни болести кои што во светски рамки паѓаат, кај нас растат. Ако не направиме ништо по однос на редукција на сообраќајот, по однос на намалена емисија од оџаците, зависно од која ќе биде технологијата која што ќе доминира, ќе паѓа имунитетот и ќе страдаат, прво реков, тие органи и системи кардиоваскуларни, респираторни и многу помлади луѓето ќе почнат да влезат во хронична фаза на заболување. Значи, ако заболувањата почнат над 60 години или 65 години, сега кај нас ќе почнат измеѓу 55 и 60 години, ќе се скрати животниот век. Ние имаме околу 4 години пократок животен век, просечен на живење во државата заради аерозагадувањето.